Почитувани гледачи, добродојдовте во уште една емисија на Здравје во 10 минути. И денес, заедно со нас е доктор по дентална медицина Радица Јакимовска. Радица, уште едно добре дојде за тебе. Ви благодарам. Денеска одбравме да разговараме на една нова тема, а тоа е парадонтоза. Па за почеток, Радица, може ли да ни објасниш што е тоа парадонтоза и кои се симптомите на ова заболување? Значи, ова е болест која што се карактеризира со предвремено губење на зъбите, иако тие може да бидат и сосема здрави. Во светски размери, парадонтозата е застапена кај 95% од популацијата. Првите симптоми се црвени и отечени непца кои крварат за време на миењето на зъбите и исто тука е присутен и непријатниот мирис од устата. Потоа следува повлекување на непцата и атрофирање на гингивата, при што се добива впечаток дека зъбот е оголен за на крајот да почне да се клати и во крајен случај да отпадне. Промени настануваат и во алвеоларната коска, односно во чашките кои го држат зъбот во вилицата. Настанува нивно атрофирање, односно повлекување и зъбот во терминалниот стадиум на оваа болест е прикрепен само за гингивата, односно за непцето. Карактеристично е тоа што промените кои што се случуваат во устата може да се видливи или невидливи за пациентите, доколку не се лекува, воспалението се шири, а парадонтопатијата напредува. Се формираат парадонтални џебови кои што представуваат простор помеѓу воспаленото непце и коренот на зъбот, а тие се најважен знак за парадонтопатијата. Значи, понекогаш оваа состојба можеби и нема да се воочи навреме или на самиот почеток. Да. Што влијае на појавата на оваа состојба која што, како што кажа, е многу често застапена? Значи, на оваа состојба пред се влијае денталниот плак и зъбниот камен. Денталниот плак представува безбојна наслага, леплива, која се насобира на зъбите, главно како последица на остатоците од храна. Составен дел на денталниот плак се бактериите кои го покренуваат имунолошкиот систем на човекот. Во одбрана и во таа интеракција најпрво доаѓа до воспаление на непцата, како што кажавме, па губење на дел од коската која ги држи зъбите. Појава на парадонтални џебови и во терминален стадиум потполно разорување на парадонталното ткиво и губење на зъбите. Зъбниот камен, од друга страна, настанува откако денталниот плак ќе дојде во контакт со солите и минералите од плунката и се формира таа цврста наслага, односно зъбен камен. Неговото дејство врз непцата е негативно, бидејќи тој создава дополнителни места каде што почнува дополнително таложење на денталниот плак и кој потоа тешко се отстранува. Исто така, зъбниот камен врши механички притисок на непцето, што подоцна влијае на појавата на парадонтоза. Значи, како што разбрав од претходните разговори кои што ги водевме, и тука е клучна добрата хигиена на зъбите, односно, нели, отстранување на тие наслаги од храната кои што се наоѓаат на зъбите. Да, но меѓутоа поради поголемиот број на пациенти кои што неправилно ги четкаат зъбите, посебно внатрешните делови на зъбите, бочните зъби, потешко се чистат и на тие зъби полесно се формира овој зъбен камен. Така, во ред. Сега, дали може да ни кажеш нешто за стадиумите на болеста? Како се одвива болеста, од каде почнува, па каде завршува? Значи, ова болест има 4 стадиуми. Како што веќе кажавме, првиот стадиум започнува со воспалена гингива, кое што се карактеризира со крварење од непцата. Иако самото воспаление можеме да го класифицираме како посебно заболување, тоа најчесто представува почетен стадиум или најава за парадонтоза. Вториот стадиум е проследен со симптоми слични како и воспалението,
но тоа што укажува дека состојбата станала акутна и дека воспалението прераснало во парадонтопатија е зачестената појава на претходно споменатите симптоми, значи почесто крварење од непцата при миење, некогаш може да биде и спонтано крварење од непцата. Тука има веќе и појава на парадонтални џебови, како и повремено чувство на тапа болка во непцето. Третиот стадиум се карактеризира со повлекување на непцето. Овој стадиум е веќе јасно воочлив, со оглед на тоа дека непцата се повлекуваат и го оставаат коренот на забот оголен. На тој начин самиот заб е поизложен и поподложен на инфекции, бидејќи коренот на забот е почувствителен од самиот заб. Четвртиот стадиум е крајниот стадиум. Тука веќе виличната коска во голема мера е атрофирана, што доведува до губење на забот или на забите. Сакам тука да ги споменам и ризик факторите. Значи тука лицата кои што имаат послабо лачење на плунка поради некои системски заболувања, тие се поизложени на овој проблем, на оваа болест. Исто така, алкохолните пијалоци влијаат врз намалувањето на создавање на плунка. Исто така, пушењето го зголемува ризикот од појавата на парадонтопатија и е почеста кај пушачите. Тука имаме и неправилна и нередовна орална хигиена, аномалии на обликот и положбата на забите и слично се ризик фактори кои што дополнително влијаат. Така, значи на некои од овие ризик фактори можеме и ние да влијаеме, како што го спомена, например, консумирањето на алкохолни пијалоци и некои други нешта, така што нешто што е во наши раце дефинитивно треба да го превземеме. Кажавме што е болеста, ги кажавме стадиумите на болеста, сега да обрнеме малку внимание на тоа што откако ќе се појави оваа болест, состојба и како се третира. Значи, кај народот постои сваќање дека што еднаш ќе дојдат имаат проблем со оваа болест, нема веќе спас, но во почетните стадиуми, значи терапијата првенствено се состои во редовно миење на забите, како основа на оралната хигиена, користење на специјални пасти и четки за заби, редовно чистење на забен камен и субгингивални конкременти и тоа барем 2 пати годишно. Исто така тука може да се искористат и некои витамини дополнително да се земат. Доколку парадонтозата е во понапреден стадиум, тогаш се применуваат парадонтална хирургија, каде што се преземаат сериозни хируршки зафати, како ремоделирање на гингива. Понатаму кога има напредната коскена загуба, потребно е пресадување на коска со цел да се добие потребната дебелина на коска. Понови методи на терапија се ласерската терапија, со која што се постигнува исклучително голем успех. Значи, сепак, и доколку некој се соочи со оваа диагноза, има лек, што би се рекло. Само треба да се обратат на стручно лице и да си најдат решение за својот проблем. Ти благодарам, Радица, уште еднаш на сите споделени совети на темата парадонтоза. Се надевам дека гледачите, никогаш нема да се соочат прво со оваа состојба, но ако некогаш се соочат, се надевам дека со овој разговор им дадовме малку надеж дека сепак има можност да си го решат овој проблем. Почитувани гледачи, вам ве поздравуваме и се гледаме во следната емисија.